Во студиото на Здрава Македонија по 9 часот се дружиме со политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, пеачката Елена Андоновска и Наташа Петровска, сопственичка на студиото за ремоделирање на женското тело на тела. Останете со нас до 11 часот. Да, 9 часот и 7 минути, веднаш по третото информативно издание на Канал 5 се враќаме во студиото. Верувам дека уживате досега сето она кое што ви го представуваме уште од 6:45 и верувам дека уште повеќе ќе уживате во она што ни предстои во разговорите кои што ќе си ги направиме со нашите денешни гости. Но најпрво да ја поздравам мојата драга колешка Милена, која што во утро е заедно со мене. Милена, добро утро, како си? Добро утро, Цеце, одлично се чувствувам, иако надвор е такво право есенско време, врнежливо и не баш мене ми одговара, иако многу луѓе го сакаат таквото време, но тука со тебе во студио и со нашите прекрасни гости, со кои што ќе имаме многу убави теми, малку политика, малку убавина, мода, музика, се измешано во едно. Верувам дека ќе имаме одлично издание. Јас само се надам дека ќе имаме доволно време да ги поставиме сите прашања, бидејќи баш се спремивме за денеска, ама ќе се потрудиме да бидеме вака динамични. Веднаш до мене е една од најубавите жени во Македонија, така ќе кажам, Наташа Петровска, сопственичка на студио за ремоделирање на женското тело на тела. Добро утро и добро ни дојде. Добро утро, Цице, фала ти многу на комплиментите. Јавноста најмногу те познава како Наташа Фигурела. Фигурела ти беше како презиме. Така да. Но сега направи ребрандирање во студиото и многу ми е драго што токму во Здраво Македонија ексклузивно ќе представиме што се случува во твоето студио. Така. На средина на ова преубаво друштво ни е господинот Алберт Муслиу, кој што е политички аналитичар. Добро утро и за вас и добро ни дојдовте. Добро утро, мал се збунат, ама се Зошто сте збунат во одлично друштво? Сте верувам ќе биде супер. Не, тоа не е спорно, него побави теми ќе имате, ја ќе треба да навлагам политички. Не треба да ни направите баланс. Навистина доста актуелности во периодот. Да не вратите во реалноста малку од време на време. Буквално. И уште една прекрасна дама, Елена Андоновска. Добро утро и добро ни дојде. Добро утро, добро ве најдов и многу ми е драго што сум дел од денешното издание и ги поздравувам сите гледачи. Јавноста те познава, јас на ти вака ви се обраќам, се надам не ви пречи, на двете дами се обраќам. Јавноста те познава по специфичниот глас кој што го имаш, ангелски глас, да не речам, со навистина преубави македонски народни песни кои што ги изведуваш, а и многу убав повод има за денешното твое гостување. Убав концерт ќе најавиме на 15 декември. Токму така, многу се радувам што конечно имам датум за концерт кој што долго време веќе го најавувам, непосредно после издавањето на сите мои 3 солистички албуми. Еве конечно ќе се случи концерт на 15 декември во Македонската опера и балет со почеток во 20 часот. Да најавиме уште од сите кои што сакаат да дојдат и да уживаат во сценско-музички перформанс кој што го подготуваме во една музичка магија и еден убав времеплов. Да, пред да почнеме со сите оние теми кои што ги подготвивме за вас, колку сте утрински луѓе? Наташа? Јас не сум воопшто. Случајно почнувам од тебе. Јас воопшто не сум, ти знаеш, имав голем проблем како ќе станам и како ќе функционира. Во колку е гостувањето во 9? Во 9. Сакав неколку пати да откажам, ама но дојде сепак. Дојдов, да. Вака изгледаш одлично расунето, не знам добро, што како, но таман си е како што треба. Не ми ова природен тек на денот, малку подоцна станувам, ама супер. Еве ќе си ги сменам навиките со вашата емисија. Па почесто ќе ни доаѓаш, ќе се навикнеш и во 5 да станеш, а не во 9. Треба да ме викате секоја недела. Не е проблем, слободно. Ти само кажи кога сакаш, ние сме тука од понеделник до петок расположени. Водичка, кафе и чај, дали тоа подоцна го правиш во текот на денот или воопшто не конзумираш? Не, вода конзумирам. Не, освен вода зборувам. Да, кафе, чај, други кафе не, чај пијам наутро, мој наутро кога ќе станам пијам чај. Во 13 часот. Не. За време на рекламите можеби ете ќе подготвиме, имаме повеќе господинот Муслиу пие чајот мајчина душица. Ми рековте само да не е овошен. Па тоа не ги сакате овошните? Не, ама тоа ми дека да пијам некој сок само што е тоа, така да навика. И јас не сакам многу овошни чајови, така да го разберам. Да. Дали сте вие утрински човек? Кога започнуваат вашите обврски? Како год ќе ги одредам ја, него малку споро го терам, не дека спијам многу, не спијам многу, станувам порано, али еспресо апаратот ми е успална, па едно ќе испијам едно-две еспреса, па после ќе се истуширам, па уште едно, па излагам на кафе и после го одредувам денот, така. Значи неколку кафења за да се Па прилично многу, да ти кажам, покривам повеќе. Затоа сега чај пиете веќе од Цабајле. Дали спиевте доволно за време на изборите?
Бидејќи рековте дека не спиете многу, беше за Не, не вас спијам многу, будно, иначе. требаше да следите се што се случуваше како Локални политички се ова, аналитичар. не можеш да ги следиш сите, можеш да следиш 3, 4, 5 општини, не можеш. Не можеш Шест, се, Не можеш не, сите. не. Значи убаво Али, се наспавте, немавте стрес. Прилично релаксираме, да. Добро, кога веќе еве ја отворивме таа тема, да ги завршиме овие сериозните прашања на почеток за подоцна да се опуштиме. Завршија како што завршија локалните избори. Многу коментари дека биле успешни, некои били неуспешни, овој добил, оној добил, најразлични ставови слушнавме и од ваши колеги, но од многу политичари. Како вие ги гледате овие локални избори? Види, политиката е општествена наука, но изборите зависат од математиката која е прилично прецизна. Математиката и даде своите резултати, тие завршија. За жал се уште кај нас зборуваме дека беа мирни, демократски, тие треба да бидат мирни, демократски by default и да се занимаваме со специфики некои кои треба да се поправат или не, но тоа е наратив останат од пред 15-20 години кога сериозно имавме инциденти при изборниот процес, сега немаме. Тие што изгубиле сигурно не се задоволни, ќе бараат или причини или и изговори зашто изгубиле. Тие што добиле се надевам нема многу триумфално да се однесуваат, затоа што Ќе се фатат за работа. сите се граѓани во оваа држава и тие кои изгубиле и тие кои победиле преку своите представници. Ми се свиѓаше дека имаше многу по конкретни ветувања, тако даете некое ветување дека оваа чаша ќе поставите таму до 25 декември, на 26 може да ве прашаат зошто не ја поставивте. Така да кај локалните избори тоа е убавото, затоа што сите кандидати нормално се бават малце и со поглобална политика, па дури и светска, но кога ги представуваат своите програми имаат по-конкретни ветувања и ние може да се закачиме на тие ветувања и да ги следиме и да бараме или причини зашто не се завршени, или да ги поздравиме ако ги завршиле, а и као општество малце треба порелаксирано да се однесуваме. Не треба да бараме влакно во јајцето, туку треба ако нешто е реално неизводливо е, но ако нешто е направено да го поздравиме тоа. Премиерот се, извините, само уште ова, премиерот се заблагодари уште вечерта на сите кои што гласале, нели, за партијата кој што тој ја предводи, се заблагодари на оние кои што излегле да гласаат, но гласале за други опции и кажа дека ги слушнале оние кои што молча, значи ја слушнале и тишината. Но некои анализи покажа дека секој 16-то ливче било неважечко. Дали е тоа некој аларм кој што треба да не загрижи? Тоа се многу гласови. Значи многу луѓе кои што веќе имаат апатија кон она што се случува кај нас. Види, нема изговор во демократијата и не може вие да се оправдате зашто не учествувате во процесот. Таму имало многу и неважечки ливчиња. Тие се осмелиле таму и некој вид на протест. Револт, искажување. Искажувале преку тие неважечки ливчиња. А кај нас имаме на деклайн, нели, пат во учеството во изборниот процес од 90-та година кога беше плебисцитарно, сите сакаа да учествуваат во процесот. Па некако како трендот дојде надоле. Тоа ми е мило што премиерот и го приметил, се надам дека од тоа ќе извадат заклучок, секако тоа ќе биде поттик и за нови евентуално политички сили кои ќе сакаат таа апатија или тоа незадоволство да го искористат, да го инструментализираат преку нови некои политички понуди. Ми имавме интересни независни кандидати. Ќе видиме како тоа ќе продолжи, така да и нема финале во политиката. Ова е циклично. Ништо не е страшно. Политичарите се трудат ова да го дигнат во магнитуда на да си жив или мртов, не е тоа. Заврши циклусот, си продолжува и во поголеми држави каде што резултатот на изборите е светски битен, па животот си продолжува. Продолжува понатаму, да. Така да атмосферата е понетензична него што била порано и тоа е за поздравување. Се надевам нема да помине во тотална апатија, тогаш е проблематично. Да, тогаш веќе ќе биде проблем, така е. Да, јас само сакам да се надополнам кога зборувавте за ветувањата, мислам дека сите очекуваме од новоизбраниот градоначалник на Скопје да го исчисти градот. Не знам како беше ветувањето во првите колку часа дека тоа ќе го стори. Види, ја тоа го чув и реално треба да се подзачисти малку. Ја прилично шетам и гледам градови кои пред 20 години биле ужасни,
сега се која апотека. Скопје го памтам као релативно чист град и ова што случуваше, не ќам да навлегувам во причините, затоа што и тоа би било политика, него ја го слушав Орсе, например, за подвожњакот кај Лимак. И таму одреди датум, што е убаво по мене. Значи, одредил датум, поврзување на некои мостови, затоа што Скопје не е толку голем град да има толку сообраќајен притисок. Така да се надевам дека тие некои финални решенија ќе ги завршат, за да може малку да се релаксира и да бидат во координација и со сообраќајните експерти кога развиваат делови од градот на Скопје, му треба малце и странично да се и да се развие. Значи, веќе е голем град, не може да е све да е у еден центар. И се надевам дека ќе ги испорачаат тие. Види, дали некој го гласал или не го гласал, треба навивам да ја направи работата, затоа што од него за работа зависат и тие што го гласале и тие што не го гласале. Така треба малце и менталитетот да се смени, да биде попозитивен. Иначе, ако не е твојот кандидат добитниот, ти не можеш да навиваш он да не биде успешен, затоа што и да не ја заврши работата. Ама ќе имаш и лични последици од тоа негово неработење, Да, добро, да се префрлиме сега малку на тема убавина, па и мода, зашто да не. Наташа, да зборуваме малку за Натила, но може ли најпрво да објасниме за какво студио станува збор за сите оние кои што не знаат и што беше фигурила и што е сега Натила, а потоа ќе погледнеме едно видео. Да, Натила е след на се што правевме во Фигурела. Значи само направивме некој апгрейд, многу помодерни справи, многу подобри услови за клиентите. Јас имам веќе 16,5 годишно искуство. Во тоа искуство видов што недостасува, да речеме, што недостасува од типот на апаратите што им недостасува. Нашите специјалисти по методот Фигурела, што бевме Фигурела, се уште со нас и тие ги следат процесите на жените и се супорт на секоја жена и така натаму. Натила е само апгрейд и Натила е нешто помодерно и подобро од тоа што беше Фигурела. Да, ќе погледнеме едно видео да видиме како изгледа процесот на вежбање во Натила, а потоа малку и повеќе ќе ни објасниш околу истото. Вака народски кажано, креветчиња, јажиња, топлина, што се случува? Интересно изгледа во секој случај. Интересно изгледа и интересно е. Креветчиња, да, така ги викаме ние креветчиња, тоа се комори, крио и термокомора кои произведуваат топлина и студ. Значи со топлината, како што имам објаснето претходно во Фигурела, ние така и функциониравме, работевме со топлина на 36,8 степени на која што се активира ензим липаза кој ги топи масните наслаги. На таа температура е научно докажано дека топи многу повеќе него на нормална температура. Значи повеќе се слабе. Повеќе се слабе, да, топи на масни наслаги. И за буквално се потите и кога лежите и кога не вежбате заради тоа што е загреано внатре. Замисли за да вежбате, да. И Нека може да се заспие или не може да се случи тоа? Не може да се заспие. Верувај, не може да се заспие. Тера да вежбаш кога влезеш во креветчето, да викаш таа јажиња така се таму. Да, затоа научникот Ванков добил Нобелова награда дека на таа температура се топат масни наслаги. Сега овие креветчиња кои што јас сметав дека креветчиња ги викам, кои што јас сметав дека треба да бидат апдейтирани, помодерни, имаат виртуелен тренер, со тоа што го задржавме личниот тренер, затоа што сметам дека на секоја жена и треба личен тренер и човечки супорт. Има исто крио опција, која што исто е за слабење многу подобра, заради тоа што на ладната температура исто така се забрзува циркулацијата и се топат масни наслаги. Внатре во самиот кревет, ние претходно во Фигурела, ти знаеш, имавме и озон посебно, меѓутоа сега во самиот кревет имаме ионизација, имаме кислород, имаме озон, додека вежбате, ако се уморите, можете да дишите кислород за да имате поголема концентрација на кислород и поголема сила. Не дека се толку напорни вежбите, меѓутоа тоа е некоја како поддршка на жената. Да, сите тие работи затоа што сепак има температура само во едно кревет. Имаме и трака нова, која донесовме, исто има крио и термо опција, додека трчаш или одиш на траката, исто така можеш да намалиш
да намалиш, да потрошиш околу 1000 калории дури за еден тренинг, што не е случај во кога вежбате во теретана или во нормална трака. Да, ме интересира кој е најчестото прашање кое што го добиваш ти или твоите вработени за методот на Нател? За колку време ќе ослабеме? Може ли само да лежам? А чекај се, за колку време ќе ослабеме? Шо е ова? Има исто некоја погрешна перцепција имаат жените, па нема ова што е, се лежиш ти внатре од тоа креветот, ништо не преш, ја од теретана знаеш колку вежбам. И сега ти ќе дојдам тука и ќе лежам и ќе ослабам, сакаш да ми кажеш. И на таквите обично, Маринела ја познаваш, им дават добар тренинг, што после тоа па било баш... Одма со 2:20 почнувате. Елена одлично изгледа, не знам дали вежба или прави нешто, можеби тие вежби се поврзани со децата, трчање од саба или едно друго да се направи. Како се троши енергијата во вашиот дом, да речеме? Постојано сум јас во акција со дечињата. И јас сум од оној тип на жени кои што секој пат ќе си најдат мана на себе и на собствениот изглед, ама почнувам со вежбање од утре. Или од понеделник или од први, не знам. Од 1 јануари. Можеби ќе најдам време, меѓутоа не можам да соберам енергија, бидејќи сепак за вежбање треба една посебна дисциплина, а јас се уште не можам. Редовност си треба. Се уште не можам да одвојам толку многу време за да си се посветам, можеби понатаму кога ќе бидат поголеми дечињата. Иако тие дома вежбат и ме мотивираат и сакаат нели заедно тоа да го правиме, јас се уште не сум спремна за тоа. Но можеби затоа што фокусот е повеќе ставен сега нели и на музиката, не дека порано не бил ставен, но и тоа е одземање енергија и вложување и труд и се посебно кога треба да се работи со многу музичари на сцена, како што ќе биде оваа приказна која што сега ја подготвуваш, сето тоа си бара. Така е. Добро е да сум во една физичка форма и подготвеност и вежбањето секако влијае и на оној гласовен апарат на мојот инструмент. Убаво е да се третира и така, меѓутоа можеби ќе најдам време понатаму. Инаку да, во фаза сум на подготовка на мојот прв солистички концерт и го користам секој атом за да биде тоа навистина еден спектакл, еден доживеан, незаборавен музички перформанс. Работиме со тим и целта е практично да концертно се оживеат сите оние песни кои што изминативе години, вкупно од прилика 10 години се става на моите солистички албуми. Започнувајќи од албумот кој што ме чуе да пеам, кој што има 10 обработки на македонски народни песни, потоа Запеало Славе Пиле се промовираше во период на ковид, иако тогаш беше закажан концерт, односно беше замислен концерт и беше во план да се реализира, меѓутоа заради ковидот и сите протоколи одлучивме да биде тоа понатаму. Потоа се случи третото детенце и на третото синче ние сакавме да му посветиме уште еден албум. Така се случи никнало. За секој дете по еден албум. Да, никнало Цвеќе Шарено, кој што се уште не е промовиран и ќе биде. Верувам дека следната недела веќе ќе имаме промоција на третиот мој албум. Тој некако му го посветивме на третото детенце кој што ни никна во животот и ете една убав подарок беше и детенцето за нас и албумот за него и за целата македонска публика. Исто така се работи за обработки на македонски народни песни, оно што е карактеристично за мене да ги изведувам и да ги интерпретирам во автентичен стил, да не го губат контекстот и да бидат да задржат на македонска карактеристична форма на вокална изведба, но сепак да се адаптираат на денешното време, да добијат еден современ музички аранжман, меѓутоа сепак да биде тој, ете да кажам, стилски соодветен за мене и за оно што јас го работам. Така што ќе имаме едно сценско оживување со голем оркестар, со придружни вокали, ќе имаме и други артисти, нема да откривам се за да нешто не остане изненадување, да. Во неизвестност, да, нели самата публика прв пат го изгустира нештото на самиот концерт, инаку предизвика за мене, како што верувам и за сите артисти, музичари, да својот материјал и оно на кој што работат со години го презентираат на сцена. Еден е настапот, да кажам, на македонски прослави, дали се во Македонија или надвор, јас пред неколку дена имав чести да настапам во Германија на еден настан каде што нели доаѓа македонска публика, македонско население. Тој тип на настапи или
тип на семејни прослави каде што сум поканувана да настапам со мојот музички колектив. Тоа се еден тип на представување на мојата музика. Меѓутоа, кога имаме гледалиште, кога имаме сцена, една посебна музичка магија на која што интензивно работиме, се работи на сценографија, на сцена, на костими, на буквално на сите можни детали и сегменти. Да. И верувам дека како и до сега со мојот тим повторно ќе оствариме и ќе направиме нешто кое што ќе остави длабок впечаток и верувам дека ќе биде скала погоре во мојата кариера музичка и ќе ми се отворат многу можности за иднина. Заслужуваш дефинитивно затоа што и кога започна уште помлада, беше една од ретките кои што решија да бидат доследни на вистинската изборна македонска музика, за разлика од некои други нешто кои што се одлучија да земат нешто од северниот сосед со некој таков призвук, така што верувам дека македонската публика уште повеќе заради тоа те почитува. Да, веќе го препознава. Тоа ја препознавам мојата упорност, бидејќи веќе како што кажав 10 години како ја градам мојата солистичка кариера надвор, нели, јас сум се уште дел од ансамблот Танец и настапувам како солист и дел од вокалната група, меѓутоа имав потреба да нешто покажам повеќе, да се изразам повеќе, бидејќи навистина чува во мене многу познавање кон музиката и сакав да го представам на публиката затоа што повторно ќе кажам, одбрав да го работам најтешкиот тип на народна музика, она е непопуларната, она која што е врзана со историјата и традицијата на македонскиот народ. Ние одбираме обично да пееме песни кои што зборувам во принцип пеачите, одбираме песни кои што се комерцијални, кои што се популарни, многу полесно ќе допрат до слушателот и ќе изнудат аплауз, меѓутоа оваа музика крие историја, традиција, еден идентитет на народ, така што и со големо внимание треба да се одбири да се интерпретира, бидејќи тоа е многу осетлива категорија на музика. Сега следно прашање ќе биде што слушаат другите наши. Секако, господин Муслиу, сакав да го прашам која ви е омилена македонска народна песна, може би Елена ќе ве запее. Па и Милена, уствари. Не, значи не. Елена, не, низгодно ми е да пеам покрај неа. Не сум пеел, ја. Можете и да се запиете, не, тоа Вие ако сакате уште подобро. Тоа пред да пушам. Аха, добро. Не, кога бев ја војска, Боцинов беше адмирал во Сплит и му ја отпеав Јовано Јованке, ми даде 7 дена наградно, така да добро помина. Да, вистина. Да. Значи, Не запеете во Здраво Македонија, не знам каде и кога би Димитрио запеел. ми се свиѓа. Нема слушали, му се допаѓа. Да. Цеца вели? Ајде, Цеца, што еднаш? Велам, ако не запеете во Здраво Македонија, не знам каде и кога јавно би запеале. Ако запеам, ќе избегате. Никој нема да избега, верувајте ми. Тоа било пред да... Добро, ако така со порапав глас, нема тоа никаква врска. За тоа треба ноќна атмосфера да снапиам нешто, иначе не. Па ние да знаевме ке спремиме нешто. Иначе таа песма јас. Да, значи таа ви е едно од омилени. Јовано Јованке? Јовано Јованке материализирав 7 дена наградно. Супер. Не, супер беше. Верувам дека одлично сте се поминале тие 7 дена. Да. Елена, ќе запееме нешто или многу е рано? Рано е, меѓутоа Димитрио си не ми треми, не ми е многу убава песна, може, ал се вака. Може. Димитрио, сине Митре, мајки Ное Динче. Добре, како за Секоја чест. Ако вака наутро пее Елена, значи попладне во 20 часот беше концертот, така? Во 20 часот. Во 20 часот, сигурно ќе биде пораспејано. Што пораспејано, да. Ова ми е прво пење утро. Нормално. За прво ова беше перфектно. Многу убаво, многу задоволство. Да, дефинитивно. Твојата омилена народна песна не ја тера Милена веќе да пее. Мислам ако сака може нормално. да пеам. Иначе и мене ми исто Јовано Јованке омилена народна песна. Да? Да. Ето, баш убаво. Сакам да те прашам како ти се грижиш за твојот вака перфектен изглед, освен нели се што користиш во на тела? Па како се грижам. Притисокот од работата највеќе и Сите очекуваат да изгледаш најдобро. па веројатно да, и инспирацијата што ја црпам од жените кои што секојдневно ги сретнувам и нормално сепак убавината е состојба на духот. Кога се чувствувам добро, поубаво изгледам, кога се чувствувам
полошо нормално, меѓутоа се трудам, нели, да се движам, се трудам да внимавам што внесувам, што јадам, што пијам. Ете, имам некои слабости како што се спиењето тука. Добро, сега не може да се совршено. Не може да се совршено, така да тоа е тоа. Мислам дека најголема инспирација ми е љубовта према работата и жените кои што секојдневно ги сретнувам, тие ми даваат мотив да се грижам. Обично викаат жените се грижат за мажите како изгледат. Не, јас повеќе мислам, мене ми е тоа грижата за себе повеќе за жените да изгледаме сите како жени убаво и одржано во поодминати години. Зрели години. Зрели години, да. Во најубавите години како. Кога ќе дојде некој кај тебе во студио, кога ќе те види, нели, добива уште поголема доверба дека навистина така ќе изгледа и таа доколку доаѓа во твоето студио, нели? Мислам, нормално е тоа перцепцијата на очите. Веројатно, да, секако жените се огледуваат на тој што нормално јас како што ќе кажам, секогаш кога одам кај фризерка со изгорена коса, не сакам да кога ќе ја видам, не сакам да ми ја прави на косата. Јас не работам лично со клиентите, меѓутоа ако јас сум во добра форма физичка, нели, ќе им оставам впечаток на клиентите дека мада има и такви, знам, ми искоментира во старата фигурила кога бев, јас не сакам да бидам ваква. Имаше жени како што значи тоа како сака многу слаба, знаеш, не сакам па сега кој како се сака. Веројатно бев тогаш многу слаба, не знам, има и такви коментари, така да. Коментари има секогаш, секако, и позитивни и негативни. Господине Муслиу, мене ме интересира кога ќе излезете некаде на кафе или ќе сретнете некои луѓе. Дали сите веднаш ве прашуваат нешто поврзано со политика? Да. Дали кога ќе ве видат некако ви доаѓа? А што мислите вие за оваа кој ќе победи до сега сигурно? Дали некогаш ви доаѓа да им кажете леле, аман, значи сакам да ме прашате дали са бајлево станав расположен, дали се напив кафе, дали расположен сум ја обично, него или ништо да не ве прашаат, да се спиете кафе на Многу ми е рад. мило кога ќе сретнам некој помлад и нема да ме препознае и се воодушевувам Излегувате на такви места. Не излегувам ја. Него и тогаш го поздравувам, викам вака продолжи, немој многу да се занимаваш со таа тема, ама често се случува. И мои пријатели, викам дај сега да се видиме, кажете. А кафе сакам, така да често ми се случува тоа. И барат мислење од вас. Или така да си направите или дебата, или некому му е така предизвик, па ај сега ќе се расправам, викаме, пушти ме да си испијам кафе, што првите 10 са бајле ми е тешко да зборам за политика. Може ли да ни споделите конкретно некоја ситуација така баш специфична кога некој тргнал да се расправа со вас на некоја политичка тема? Не, тоа се случува секој Тоа редовно се случува. Еве на пример вчера што се случи. Имам еден пријател, ќе го видиш на сликите. Аха, добро. И тој последните 3-4 години ултра политичар станал, но викам Лилија, доста више за политика, значи од детство сме пријатели. Да. Викам, не ме малтретирај со ова, доста зборам сега и уште ова. И не се предава, ќе зачути на 15, и пак ќе... Имате различни ставови, гледишта? Не, бре, дебати се прават, тоа не е до ставовите. Значи само камера ви фали? Да. И Иван може би, или може да не ви треба? Да, Иван, тоа ќе биде потполна слика. Али тоа се случува. Значи интересно ви е во секој случај. А ви се случило така некош да се изнервирате и да кажете станувам од кафе, кога ќе сакате да правиме убав муабет, јавете ми се пак или не? Малце сум тежок да ме изнервираат, да. Па добро, тоа ви е во најмала рака добра особина. Не, значи сиве овие години едно 2 пати така сум излегол, иначе не. Тогаш кажете ни која е тајната ние да не се нервираме. Значи треба така да се родиме. Порационално да ги гледа работите, не треба навивачки, значи ако тебе ти одговара телефонов да е бел, а јас ти кажам да е црн, сега нема да ме убедуваш дека црн е бел е кога не е. Значи се прифаќа и туѓиот став на некој начин. Треба да се прифати, не може ние да знаеме све. Али ако сте порационални и себе си ќе се малце сачувате, значи нервозата, да, значи нервозата не ни чини нешто добро, нит па се решаваат проблемите. Ние може да имаме различни ставови, може да се караме 3 сата, да останеме со исти ставови, сме потрошиле 3 сата непотребно. А не слушнале тие што треба да слушнат, да речеме. Има малце
проблем со културата на слушање, тоа ми се случува, значи некој која сака да ме одржи предавање, он не слуша што му зборам. Он сака да го искаже тоа, ја му вика чекај, пак изезам, викам чекај. Со два прста процедурално, знаеш. Се случува тоа. Иначе е проблем, малце и културата на слушање е проблем. Вие кога дебатирате, ќе ме слушате, ќе ве ослушам, не мора да се сложиме, може да и се сложиме, а може да во некој дел и се сложиме. Не е тоа исклучиво. Со добри аргументи зашто да не се сложите. Да, и политиката ти велам, не е екзактна наука, у политика 2 плюс 2 не се секогаш 4. Не да не се. 6, може да биде 20. Многу милиони се. Зависи. Да. И тоа е секојдневието. Так, интересно во секој случај. Баш убаво. Значи убаво е да си Алберт Муслиу генерално во животот. Со Да ваков ти кажам, став. кога пиеш кафе за бајле, не е баш убаво. Сам со себе кога разговарате не баш. Да, имам низок притисок, ја така да се пумпам со бајле со еспресо и се трудам да намалам. Вчера испив само 6. Само 6. Да. Добро. Иначе 15 ми е просек. Не знам што би рекле докторите доколку требаше Да ти може кажам, би кога доктор почнав да пијам, научните истражувања покажува максимум 1, па се менуваат после на од 3, година. мислам дека сега на 5 стигнале, дека 5 еспреса дневно е добро. Па добро. Ќе чекам ја Значи, дека вие ги стигнам на следите 10. трендовите. Да, не, јас сум напреден, ја пијам поеќе, тие ме следат мене, така да ја имам филозофијата if it works for me, си го правам. Мене ми се пие еспресо, си го сакам, го пијам, дури сакав и да отварам една. Така. Види, има преубаво кафе у Гостивар, има пржилница, значи го пржи кафето на лице место, тоа е многу атрактивно кога го пржи, па те тера да испиеш повеќе еспресо. И тие што не пијат ке пропијат. Да, ама стварно убаво Од мирисе. мирисот, Тоа кога у пекара, кога одиш, па така. мирисе, да. И некако се договаравме со еден пријател да отвориме така една пржилница надвор малце. И што се Зошто случи? да не? Не сме се откажале, ми е само споро реагираме. Значи може да биде. Да, не сме Има се време, сега со откажале. изборите се занимававте, полека може ќе ви се сменат некои планови во животот. Да се вратиме ние на македонската народна песна. Како да ја научиме младата публика да ја цени и разбира оваа музика? Тешко прашање. Многу тешко прашање. Мислам, младата публика е онаа која што се огледува на повозрастната, односно децата се огледала на своите родители. Мислам дека првиот линк треба да го направат родителите при самото одгледување и воспитување на своите деца, она што јас го правам со моите дечиња дома. Ние, иако и на мене и на мојот сопруг, на Маријан, тоа ни е професија. Да. И тоа е дел од секојдневниот наш живот, ние не им го наметнуваме. Просто ние живееме со музиката и нашите деца ја конзумираат, затоа што ние им ја сервираме и, фала Богу, не одбиваат. Тие се мали, знаат многу македонски народни песни, многу. Браво. Значи, дури неверојатно ми е колку тоа они успеваат да ја впијат и се нели нивните мозочиња додека се детски спремни да соберат што повеќе информации. Така што ако дома им понудиме на дечињата да слушаат македонска народна музика, тоа не е нешто што е демоде. Баш напротив, многу често во контекст на тоа, нели, како се чуваат мали бебиња, па како ќе се смират, пуштате им го Моцарт да слушаат малку класика. И не имаме Александра Сариевски. Значи, нашите доаѓени на македонски народни песни на толку еден смирен и питом начин ги носат. Ги имаат отснимено во некое минато време. Да. Со тој кадифен глас. Манчевски, многу се, значи многу се и тие се, да кажам, мој репери пример како јас ја работам музиката и како јас ја водам во кој правец се движам мојата кариера музичка. И денес имаме пејачи кои што се многу пријатни за слушање. Зошто да не бидат и тие дел од едно градење и развивање на едно детство? А тоа можеме ние како родители да им го понудиме во секое време, барем сега имаме достапен материјал од на интернет мрежите, имаме многу музички платформи. Мислам дека тоа е првичниот и базичен момент, потоа се тргнува од дома на крајот од воспитувањето. Од воспитувањето, па и во образовниот процес. Во образованието секако, бидејќи дечињата поминуваат половина од денот скоро таму и во градинките. Така е. Колку ќе им се пуштат песни, а гледам дека со оглед на тоа што нели јас имам детенце кој што во градинка им пуштаат и народна музика.
Многу често знае, еве, моето синче дојде скоро и ми ја пееше македонско девојче. Да. Тоа име веројатно во програма и таа треба да се развие и да се прошири, дефинитивно. И секако е малце ќе се пошегувам, треба и политичарите да ни остават повеќе медиумски простор на нас пејачите, па ние да се искажеме или пак политичката сцена да кажеме да ние музичарите да ја засениме. Се шегувам, иако сметам дека треба да постојат многу повеќе музички емисии и многу повеќе да се наметнеме ние, буквално треба да се наметнеме за да помладата публика не слуша. Не само да презентираме, не треба да бидеме малку и досадни, ете да кажем. Треба повеќе да има во етерот. Музика навистина. Така е, За секоја пригода нели се бара музика. За која веселба семена или не знам, значи без музика навистина не знам дали има некој човек помалку или повеќе секако, но мислам дека нема некој кој што не сака и не ужива во било каков вид сега, нели? Така секој си одбира. Секој има право и затоа има на разни музички правци и секој може да одбере што ќе слуша и не мора да слуша само народно, може да слуша овој саат време народно, после следниот час нешто сосема друго. Тоа е квалитетно во секој случај. Да, и тоа сепак ние го бираме. Јас од аспект на да кажеме артист кој што работи на музички албуми, секој пат гледам да на некој албум имам песничка која што ќе се доближи до помладата популација. Нема да ја изоставам Босо моме кој што остави многу голем впечаток и многу дичиња ја знаат и кој имам жив настап и кој имам концерт доаѓаат кај мене на сцена. Мака убави моменти, најубаво нешто е да се сподели музиката со најмладата популација. Кога ќе дојдат дечиња и ме препознаваат да ја да се фотографираат со мене, нема побаво чувство тоа да ете сум допрела до најмладите, бидејќи мојата музика, односно народната музика која што јас интерпретирам, буди носталгија повеќе кај повозрасната публика и таа публика повеќе ја препознава, ја цени, ја почитува бидејќи таа е поврзана со нивната младост. Така што разбирливо е зошто и повозрасната публика повеќе ја слуша и имам повеќе, да кажам, една зрела и возрастна публика, концертна публика која што се надевам дека ќе дојде на 15 декември на мојот концерт. Се уште има карти во продажба? Да, има карти во продажба и сега стартуваше продажбата пред една недела. Искрено не сум изненадена за интересот. Јас очекував дека ќе има интерес за концертот, бидејќи концертот јас со години го најавувам. Го најавуваш, така. Скоро на секој крај на секоја година јас најавувам дека ќе ја завршам со концерт. Да. Конечно оваа година навистина ќе биде еден убав еден концерт круг на 2025, да. Добро, имаме уште многу малку време до рекламите. Наташа, сакам да те прашам зошто Нателла? Нателла е сплет од моето име Наташа и Фигурела, тоа што го работам долго време. Сакав да оставам некој личен печат на тоа што го работам, ама и нешто со кое што се идентификувам, например, Фигурела веќе 16,5 години, како што кажав. Наташа Фигурела Нателла. Нателла. Многу мина ќе кажат еден познат крем, да не го кажувам јас. Да не испраќаме фактура. Да не треба да ни пристигне никоја фактура. Ќе зборуваме многу повеќе за тоа и ќе те видиме како изгледаш, каде се имаш прошетано, а се разбира и сите други гости кои што подготвија феноменални фотографии веднаш по рекламите.